господинот Зоран Заев. И поканувам председателот Пендаровски и господинот Заев. Благодарам, добар ден на сите. Врз основа на член 84, став 1, алинеја 1, а во согласност со член 90, став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и предлогот на коалицијата Можеме за мандатор за состав на влада на Република Северна Македонија го определувам Зоран Заев, председател на СДСМ и пратеник во Собранието на Република Северна Македонија. Повелете со доделување на мандат. Сега му давам збор на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и пратеник во Собранието господин Зоран Заев да ви се обрати. Почитуван председателе, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Чест и одговорност ми е што согласно Уставот, како предводник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на коалицијата Можеме, кој освоја најмногу пратенички места во парламентот, денеска, од страна на председателот Стево Пендаровски, го добива мандатот за составување на нова демократска, политичка, одговорна европска влада, со институции кои уште повеќе и уште подобро ќе им служат на граѓаните. Од овој момент, во рок од 20 дена, имаме задача да составиме предлог за програма и за кадри кои демократското мнозинство во Собранието ќе ги изгласа и со тоа ќе довери полн 4-годишен мандат на стабилна влада која е подготвена да сработи, да служи, која ќе се грижи за сите граѓани подеднакво, ослободена од каква било етничка предрасуда или било какви национализми. Влада која ќе го развива уште повеќе концептот едно општество за сите. Пред Македонското собрание ќе испорачам предлог за влада составен од квалитетни, одговорни и отчетни кадри, која е решена и која силно ќе се бори со криминалот и корупцијата на сите нивоа, а особено внимание ќе посвети на делот за прочистување на правосудството и на проверка на потеклото на парите кај секој функционер. Програмата на владата во најголема мера ќе биде посветена на новата македонска економија, каде главните принципи се платите и пензиите да продолжат да растат, да вложуваме во младите и во рамномерниот регионален развој, да водиме посебна и уште поголема грижа за најсиромашните граѓани и да даваме постојана поддршка на домашното стопанство. Северна Македонија ќе добие влада која го следи јасниот правец за кој е определено големото мнозинство граѓани. Тоа е европскиот пат. Патот на економијата и правдата. Патот до просперитет и долгорочна стабилност. Ќе водам влада која не знае за скршнување од патот кој после членството во НАТО води до членството во Европската Унија. Ќе водам влада која во целост ги почитува договорот од Преспа со Грција, договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија и Охридскиот рамковен договор. Денес, 13 август, 19 години после потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, сакам да им честитам на сите граѓани и да одедам почит на тогашниот председател, покојниот председател Трајковски, за големината да се создаде и прифати Охридскиот договор како решение кое денес ни овозможува да имаме релаксирани односи меѓу заедниците, а со тоа безбедна и сигурна земја, членка на НАТО. Очекувам дека за најмногу 20 дена од денеска, а лично верувам и порано, Северна Македонија ќе добие ефикасна влада, која веднаш ќе се посвети на предизвиците кои ги носи пандемијата COVID-19, влада која од првиот ден ќе работи на обезбедување повеќе пари, повеќе услуги и подобар живот за секој наш граѓан. Ви благодарам.